Во тензична атмосфера во собранието изгласани Законот за јавно обвинителство и Советот на јавни обвинители. Во првиот обид за јавно обвинителство гласаа само 74 пратеници, 6 помалку од потребните 80. Џафери го поништи, па го повтори гласањето со образложение дека гласањето на дел од пратениците не било евидентирано. Во вториот обид беше собрано потребното мнозинство. На ова жестоко реагираше опозицијата, ја повика и меѓународната заедница да го стори тоа. Го поништувам гласањето на пратениците присутни во сала, а дека не е евидентирано нивното глас. Службите да поднесат листинг. Го повторувам гласањето. Ве повикувам да гласаме. Криминалци! Само тоа можам да го кажам. Криминалци нема што да внимавам, ова што го правите. Според власта, усвојувањето на Законот за јавно обвинителство гарантира дека сите судски предмети кои произлегуваат од специјалното јавно обвинителство ќе имаат правна завршница. Усвојувањето на Законот за јавно обвинителство значи и огромен придонес кон европската перспектива на државата и приближувањето до Европската Унија. И гласањето за Законот за Совет на јавни обвинители според опозицијата било надвор од процедурата. Од ВМРО ДПМН истакнуваат дека не се случило гласање со Бадентер, иако било споменато како услов од Џафери. Господинот Талат Џафери денеска направи хаос од собранието на Република Македонија. За жал, крајот на неговото председателствување тука, како што тој самиот се представува, е катастрофално. Денеска не е донесен ни Законот за јавно обвинителство, ни Законот за Советот на јавни обвинители. Попатно, едниот без другиот не можат нити да функционираат. Спикерот Џафери на седницата најавува дека законот се носи со Бадентер, но не спроведува вакво гласање. Ве подсетувам уште еднаш, законот се гласа со мнозинство пратеници од вкупниот број пратеници, што подразбира 61 минимум за и со двојно мнозинство со Бадентер. Од кабинетот на Џафери пак велат дека според членот 11 од Комитетот за односи меѓу заедниците, за законот не е потребно двојно мнозинство. Председателот Пендаровски ги потпише законите кои ги усвои собранието.